Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска. Ќе направиме се да ги почнеме преговорите, но не како модерни македонци. Мицкоски го праша Филипче зошто преговарале за нешто што не можеле да го испорачаат. Желјасков рече дека добил уверување од Кошта дека строго ќе се придржува до францускиот предлог. Бугарија го гледа процесот како однос помеѓу Европската Унија и Македонија. Не размислува да поднесе оставка од функцијата председател на Собранието. Гаши ги отфрли шпекулациите дека се влошени односите во коалицијата вреди. Една изборна единица, инаку нема попис. Мицкоски предложи ново пребројување, но под еден услов. Во средните училишта има уште 16.034 слободни места. В понеделник е вториот уписен рок. Судскиот совет конечно ќе стане независен, одговорен и транспарентен. Реформскиот закон влезе во владина процедура со добра оценка од Венецијанската комисија. Тргна реформата во јавната администрација. Ќе биде професионална и отчетна. 3 закони ја поминаа првата фаза во Собранието. А на самиот почеток да ја проследиме следната вест. 5 стана за кои судот утврди дека се во собственост на поранешниот премиер Никола Груевски официјално се ставени на продажба. Имотите беа конфискувани во случајот Плацевина Водно, а Агенцијата за управување со одземен имот ги огласи на јавно надавање, објавува Фокус. Се работи за 3 ексклузивни луксузни станови во елитниот комплекс Панорама на Водно, со вкупна површина од 750 метри квадратни и вкупна проценета вредност од над 2,4 милиони евра. Становите се луксузно уредени со пространи балкони и панорамски поглед кон градот. Огласени се следните недвижнини: стан 1 155 метри квадратни плюс 95 метри квадратни балкон, цена 760.000 евра. Стан 2 199 метри квадратни плюс 48 метри квадратни балкон, цена 847.000 евра. Стан 3 200 метри квадратни плюс 48 метри квадратни балкон, цена 851.000 евра. Покрај становите на Водно, на продажба се ставени и 2 стана во Кисела Вода во зградата каде што Груевски живееше пред бегството во Будимпешта. Едниот стан има површина од 57 метри квадратни и е понуден по цена од 63.000 евра, а вториот од 38 метри квадратни се продава за 44.000 евра. Продажбата на имотот се спроведува согласно новиот закон за управување со одземен имот, донесен во март 2025 година. Со овој закон се забранува учество на членови на семејството на поранешните собственици во јавните аукции. Огласената продажба на становите на Никола Груевски се смета за символична, но важен чекор во враќањето на средствата стекнати преку криминал и обнова на довербата во владењето на правото. Ajde
Председателот на владата Христијан Мицкоски на собраниска седница за пратенички прашања потенцираше дека владата ќе стори се да ја внесе Македонија во Европската унија со македонски идентитет и јазик, а не како модерни македонци. Тој рече дека се видело дека суштината на Бугарија не е бугари во устав, туку да создаде нов модерен македонски идентитет и јазик, нешто на што ВМРО ДПМН е предупредувало кога се прифаќаше францускиот предлог. Мицкоски, одговарајќи на пратеничко прашање од пратеникот и лидер на СДСМ Венко Филипче, подсети дека во 2022 година кога се преговарал францускиот предлог, ВМРО ДПМН не одбило да учествува, туку дека ВМРО ДПМН е барало и нудело соработка, што тогаш не било возможено. Што се однесува до трите етнички заедници кои ги споменавте, јас немам проблем и 30 да ставиме во уставот. Но имам проблем да разговарам на тема во која некој нас континуирано не негира, континуирано не успорува и го искратува правото да бидеме тоа што сме. Исто така имам право да се сомневам дека тоа не е последната или не знам која поред одстапка која треба да ја направиме, а при тоа да не ја завршиме трката, повторно по пат нешто ново да ни се случи. Таков е оној предлог за кој зборувавте, францускиот предлог, кој може би единствениот во современа Европа во која членството на една држава во рамките на ЕУ зависи од комисијата која ја толкува историјата. Јасно стои во протоколот подпишан од тогашниот министер за надворешни работи дека мора комисијата да ја заврши својата работа пред Македонија да стане членка на ЕУ. И да бевме во тој тим кога се преговараше тој договор, немаше тоа да го прифатиме. Ако е тоа условот, нема да прифатиме, рече Мицкоски. Во однос на тезите на Филипче за чист македонски јазик и идентитет, премиерот праша зошто воопшто претходната влада преговарала ако никој немал право да преговара за тоа. Повторувате чист македонски јазик и идентитет, а велите од друга страна никој нема право да преговара. Тогаш зошто сте преговарале ако никој нема право? Зошто сте преговарале за мнозинството граѓани, а не сте ги прашале и знаете дека сте немале услови да го испорачате тоа што сте го преговарале? Тогаш на лидерска средба во клубот на пратеници ви реков дека ова нема да помине ако е вака како што е. Предложив и 2 измени за да помине и бев одбиен, рече Мицкоски. Мицкоски додаде дека нема ништо нелегитимно и ненормално да бараме македонците да ги има во Министерскиот совет кој управува со комитет за етнички прашања, каде не се само ерменци, роми и турци, туку и власи и евреи, но ги нема македонците. Тој подсети дека има 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што велат дека Бугарија треба да дозволи Омо Илинден Пирин да се регистрира. Иако тие велат бугари во устав, ние можеме да побараме македонците да бидат дел од тој Министерски совет кој го води тој комитет за етничките заедници, додаде Мицкоски. Во однос на извештајот во Европскиот парламент, Мицкоски подсети дека и во минатите години тој не е изгласан. Филипче го обвини Мицкоски за непоследователност и политичко манипулирање со европската агенда. Тврдевте дека може да се смени нашата позиција во рамки на преговарачката рамка. Потоа рековте лага е дека сме барале промени на преговарачката рамка. Нашата позиција останува уставни измени со одложено дејство како гаранција дека ќе нема нови условувања, рече Филипче. Vaša pesna da se sluša, da ja teša moјата душа, свирете ми свирачи. Зошто ја затагувам, дајте да се радувам.
Ваша песна да се слуша, да ја теша мојата душа. Свирете ми, еј, свирачи. Pejte pesna za meja, vaša pesna da se sluša, da ја teša moјата duša. Zapejte mi, ej, drugari, zašto ja zataguvam, dajte da se raduvam, zašto suzi daleja, dajte pesna da vaša pesna da se sluša, da ја teša moјата duša. Svirete mi, ej, svirači. Vaša pesna da se sluša, da ја teša moјата duša. Svirete mi, ej, svirači. Бугарија ќе се држи до својата позиција од изгласаната декларација во бугарскиот парламент, нема да поставува дополнителни услови за Македонија и нема да го претвори процесот во билатерален. Ова му го рекол бугарскиот премиер Росен Желјазгов на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта на средба во Брисел, Белгија. Разговаравме детално за проширувањето на Европската унија, особено за Република Северна Македонија, врз основа на принципот на сопствени заслуги. Нашиот став е целосно во согласност со оној изразен во декларацијата на Националното собрание од мај оваа година, која дава доволно гаранции на Република Северна Македонија дека Бугарија нема да поставува никакви различни услови, ниту ќе го претвори процесот во билатерален, и дека тој ќе се смета од нас како земја членка на ЕУ и од Европскиот совет како однос меѓу ЕУ и РСМ. Главното прашање е промена на уставот, регистрација на бугарите како заедница и почитување на човековите права и потребните гаранции за ова. Бугарија не поставува никакви услови за темата. Бугарија сака спроведување на консензуалниот компромис од 2022 година, истакна Желјазгов. Тој рече дека добил уверување од Кошта дека Европскиот совет строго ќе се придржува до компромисот од 2022-та. Го замолив Кошта да им го привлече вниманието на нашите колеги во Македонија дека говорот на омраза не помага во овој процес, вклучително и во нашиот диалог кој треба да се базира на договорот за добрососедство. Ние како мудра земја членка на ЕУ со потребната доза на воздржаност ги воздржуваме емоциите и реакциите во врска со овие закачки од нашите колеги од Република Северна Македонија, кои можат да најдат основа во престојните избори таму на есен, заклучи Желјазгов.
се засакавме. Мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти. Другари, одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте. Од неа остана само за навек во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Замина, што ти даде тој што немав јас. Ако е од љубов, знај јас не ќе тагувам, се најдобро ти посакувам. Ако е за друго, може не ти кажа, љубов среќа не се купува. Другари, одете и кај неа денес дар однесете. Мене не ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте. Од неа остана само за навек во мене горчина и една пуста желба неостварена, моја пуста желба неостварена. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
правиме и свето име ќе ти дариме. Крштевка денес ние правиме во твоја чест да наздравиме. Ни се роди чедо мило, мајкино злато, нека биде здраво живо, убаво на тато. Живеам за овој ден, нека биде радосен. Ајде гости на здравје. Ни се роди чедо мило, мајкино злато, нека биде здраво живо, убаво на тато. Живеам за овој ден, нека биде радосен. Ајде гости на здравје. Ајде куме, оро победи, по тебе и сите роднини. Нека се пее зорите и нека свират трубачите. Нека се пее зорите, весели да се кумовите. Чедо мило, мајкино злато, нека биде здраво живо, убаво на тато. Живеам за овој ден, нека биде радосен. Ајде гости на здравје. Ни се роди чедо мило, мајкино злато, нека биде здраво живо, убаво на тато. Живеам за овој ден, нека биде радосен. Ајде гости на здравје. Чедо мило, мајкино злато, нека биде здраво живо, убаво на тато. Живеам за овој ден, нека биде радосен. Ајде гости на здравје. Ни се роди чедо мило, мајкино злато, нека биде здраво живо, убаво на тато. Живеам за овој ден, нека биде радосен. Ајде гости на здравје. Не се точни шпекулациите дека односите меѓу партиите кои се дел од коалицијата Вреди се влошени во пресрет на локалните избори. И не е точно дека сум во лоши односи со вице-премиерот Изет Меджити, ниту дека ќе поднесам оставка од функцијата, рече председателот на Собранието Африм Гаши на брифинг со новинарите. Тој категорично ги отфарли шпекулациите дека има кавги во коалицијата околу распределбата на кандидатурите за градоначалници и нагласи дека во Вреди се е во најдобар ред. Најодговорно тврдам дека во тоа нема вистина. Од она што јас го имам како информација и од мојата комуникација со коалицијата, одлични се релациите и нема никакви проблеми меѓу партнерите. Интензивно се подготвуваат за локалните избори и набрзо ќе излезат со кандидатите. Не гледам никаква негативна енергија или некаква компетитивност натре во коалицијата,
А воопшто да не зборуваме за инциденти или за несогласувања, најмалку за несогласувања со мене, рече Гаши. Шпекулациите, додаде Гаши, се дел од дневната партиска политика, во која тој не сака да се вовлекува. Гаши додаде дека се уште не е завршена распределбата во коалицијата која партија колку кандидати за градоначалници би добила и колку места на советничките листи. Пријатна е атмосферата во коалицијата и не се гледа на тоа кој кандидат од која партија е. Во вреди се разговара дури и за независни кандидати, за луѓе надвор од партиите. Се разговара принципиелно и се гледа да се номинираат најдобрите кандидати. Нема битка меѓу партиите кој колку места ќе земе. Тој дел го надминавме и за жал плативме мала цена за тоа. Добро е што на престојните локални избори коалицијата ќе влезе со порелаксирани односи, рече Гаши. Во врска со тоа кој ќе биде председател на Вреди, Гаши рече дека за тоа ќе се дискутира дополнително. Коалицијата неодамна формираше централно управувачко тело. Јас не сум дел од тоа централно председателство на Вреди, се разговара за модели. Може би ќе има еден председател, може би ќе има ротирачно председателство. Се разговара дали одлуката се донесе наскоро или после изборите, но нема суштински разлики. Сега во коалицијата се повеќе фокусирани на кандидатурите за градоначалници, рече Гаши.
trajnog ta crna. Begaj, begaj, begaj ti so vreme, grani zovni vetrotke mesene. Begaj ženo su lice odsvila, žeškalama sum za tvojite krilja. Председателот на владата Христијан Мицкоски на собраниската седница посветена на пратенички прашања предложи веќе идната година да се спроведе вонреден електронски попис на населението, но го услови тоа со итно прифаќање на моделот за една изборна единица. Ова го изјави во одговор на прашањето на пратеникот Халил Снопче од редовите на Алијансата на албанците, кој побара објаснување дали владата ќе ја повлече одлуката за бројот на советници во општините по одлуката на Уставниот суд во врска со спроведувањето на пописот во 2021 година. Уставниот суд на седница укина некои одредби од методологијата за спроведување на пописот на населението во 2021-та. Уставниот суд оцени дека директорот на Државниот завод за статистика ги пречекорил своите надлежности и со подзаконски акт извршил категоризација на резидентно и нерезидентно население, зашто немал законско овластување, рече Снопче. Пратеникот и координатор на пратеничката група на Алијансата за албанците Халил Снопче додаде дека е убеден оти се обезбедени потребните гласови за реконструкција. Според него, следствено на одлуката на Уставниот суд, одлуката на владата за намалување на бројот на советниците во општините е невалидна. Дали на следната седница на владата ќе ја поништите претходната одлука и ќе се врати претходната одлука за бројот на советници? Логички не може да се отстранат нерезидентите, бидејќи нивната одлука има директно влијание врз изборот и бројот на советниците, праша Снопче. Тој посочи дека уште пред 5 месеци има поднесено барање за автентично толкување на оваа владина одлука, но досега немал добиено никаков одговор. Во одговорот, премиерот Мицкоски нагласи дека кај нерезидентното население во последниот попис немало адреса, туку тоа било класифицирано како нерезидентно население. Како пример ја наведе општина Гостивар, од каде што е пратеникот Снопче, каде што според него бројот на жители бил намален од 85.000 на 59.000 резидентно население. Во тие 59.000, како што додаде, имало и неколку илјади кои не се изјасниле што се, односно одбиле да се попишат. Често зборувам дека диаспората е нераскинлив дел од унитарниот карактер на Македонија како држава и затоа ве молам како политичка партија да поддржите една изборна единица во која што ќе овозможите диаспората да гласа, изјави Мицкоски. Тој додаде дека Уставниот суд не може да биде законодавец и дека не е негова улога да кажува како треба да се работи, туку да се произнесува по законски решенија. Но не може да наметне, тоа сте вие пратениците и во одреден дел владата. Уставниот суд вели дека не може да има графа нерезидентно и графа резидентно население, зашто зборувавме уште во време на пописот дека тоа не го препознава Евростат. Исто како што молевме, немојте да го правите ова со францускиот предлог, рече Мицкоски. При тоа премиерот предложи идната 2026 година да се спроведе вонреден електронски попис. Ви гарантирам дека со вкрстување на базите 90% од населението ќе го попишеме преку електронскиот попис, а само од прилика 10% ќе треба теренски, изјави Мицкоски, додавајќи дека е подготвен како председател на владата да обезбеди средства во буџетот за реализација на пописот уште следната година. Во коментар на одговорот, пратеникот Снопче рече дека за да гласа диаспората не е потребна една изборна единица, туку политичка волја на партиите. Dali gledaš li me, ah, dali gledaš,
Собранието даде поддршка на предлог законот за вработените во јавниот сектор, предлог на законот за административни службеници и на предлог законот за стручно усовршување и обука на административните службеници, сите во прво читање и ги проследи во натамошна собраниска процедура. Министерот за јавна администрација Горан Минчев посочи дека пакетот реформски закони за администрацијата се во согласност со стратегијата за реформи на јавната администрација, акцискиот план на Министерството за јавна администрација и со роковникот за Европска агенда. Овие закони во минатиот период долго беа во европските извештаи и се надевам дека конечно дојдовме до крајот и дека пратениците ќе ги изгласаат, рече Минчев. Според него, со предлог законот за вработените во јавниот сектор се поставуваат темелите на професионализација на јавниот сектор. Ќе се овозможи секој конкурс да биде јавен, а институциите ќе бидат обврзани на целосна транспарентност. Селекцијата ќе се врши низ 3 јасни доверливи фази: административна проверка, тестирање и интервју со кандидатот врз основа на критериуми. Ќе се вработува врз основа на заслуги, а не на познанства, истакна Минчев. Тој најави централизација и дигитализација на огласите и посочи дека секој оглас за вработување ќе биде објавен на веб страницата на Агенцијата за администрација. Борбата против партизацијата е еден од главните фундаменти, со јасни ограничувања на дискрецијски овластувања и со строги правила. Го прекинуваме просторот за партиски и за неформални вработувања во јавниот сектор. Се воведува нова специјализирана категорија за IT секторот со повисоки плати и современи услови за работа. Се поедноставуваат плановите за вработување и за систематизација, за мобилност за јавните службеници и за унапредување засновано на заслуги. Ќе има и увид во привремените вработувања, наведе министерот Минчев. Во предлог законот за административни службеници пак е предвидено да се воведе систем на вработување со електронски тестови и со практични проверки. Агенцијата за администрација, како интегрален дел од Министерството за јавна администрација, ќе гарантира фер и транспарентен дигитализиран избор, односно процес кој ќе се снима. Предвидено е и задржување на младите таленти со хибриден и далечински модел на работа, поддржан со менторство. Со законот за стручно усовршување и обука на административните службеници, меѓу останатото, треба да се овозможи усовршување, што ќе направи учењето да биде задолжително и континуирано. Обучувачи ќе бидат искусни административци со финансиска награда. Абер дојде мајко мила за во тугина, мое мило родно место јас да оставам. Крстот сјае златно сонце овде изгрева, многу пари или душа полна, што ли да изберам? Немој мила, не плачи, ако си заминам. Облак сив ке помине, цвеќе ке расцвета. Дали има бисер вечен, река која солза тече, како што е моје тетово. Дали има поле ширено, земја плодна, небо мирно, како што е моје тетово. Време пројде, јас по патот за накај дома. Срце ми бие
како што е моје тетово. Маркетинг. Макс Издели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Макс Издели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Макс Издели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Макс Издели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Макс Издели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Макс Издели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Složno kako falanga
матурантите кои на првото пријавување пред 10 дена не се запишаа во средно образование за учебната 2025-2026, ќе имаат втора можност за упис на второто електронско пријавување на 30 јуни. Потребната документација до училиштата ќе се доставува на редниот ден 1 јули, а ранглистата на запишани ученици ќе биде објавена на 2 јули до 12 часот. Според податоците на Министерството за образование и наука собрани од училиштата, за второто јунско пријавување има слободни 16.034 места за упис на ученици, 10.758 за настава на македонски јазик, 4.781 на албански наставен јазик, 474 на турски и 21 слободно место за настава на српски јазик. За гимназиско образование има 3.727 слободни места и 12.307 за стручно образование. По првото аплицирање, спроведено од 14 до 17 јуни, вкупно се запишале 13.712 ученици од 16.601 пријавени. Од нив 10.172 ученици се запишани за настава на македонски јазик, 3.248 за албански, 279 за настава на турски и 13 ученици за српски јазик. Како и во последните неколку години, стручното образование е попривлечно за учениците, така што на првиот јунски уписен рок над двојно повеќе ученици се запишале во стручни училишта, 9.469, отколку во гимназиите 4.243. За гимназиско образование, конкурсот за упис на ученици веќе е завршен во гимназиите Јосип Броз Тито во Битола и Никола Карев во Скопје. По првото пријавување, МОН објави информации за училишта во кои конкурсот за запишување ученици е завршен во стручно образование за одредени сектори квалификации. Согласно критериумите од конкурсот на МОН беше спроведено квалификациско тестирање поради поголем број пријавени ученици со исти бодови од предвидени слободни места. Квалификациско тестирање на второто пријавување во јуни, доколку има потреба, ќе се организира во училиштата на 4 јули и истиот ден ќе бидат објавени конечните ранглисти со резултатите. За учениците кои во јунскиот рок нема да се запишат во средно училиште, следна можност е августовскиот рок во училиштата, каде што ќе има слободни места. Електронското пријавување ќе биде на 21 август, а истиот ден ќе треба да се достави потребната документација до училиштата. Конечната ранглиста со резултатите од запишувањето ќе биде објавена на 22 август. Тивко доаѓа, па јас седам пак крај липата. Си го чекам, Илија, мојта љубов најмила. Си го чекам, Илија, мојта љубов од младоста. Стара сестро најмила, крај тебе ја минав младоста. Ако сврати Илија, мојта љубов најмила, те молам, кажи му јави истината.
ништо не кажа. Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Gdje se
сакам јас. Еве дојде час, доста ерген одев, личнино ми водев, ке ја земам сега. Мојта мајка стара, од мена си бара. Ајде сите, ајде, веќе дојде време, да пали да чухна, еднаш и за мене. Ајде сите, ајде, време е за славје, напите се сега, весело на здравје. Ајде сите, ајде, веќе дојде време, да пали да чухна, еднаш и за мене. Ајде сите, ајде, време е за славје, напите се сега, весело на здравје. Напите се сега, весело на здравје. Предлог законот за судски совет е во владина процедура. Законскиот текст што се смета за клучен чекор за заекнување на независноста и транспарентноста во судството веќе е познат. Министерството за правда го добило и мислењето од Венецијанската комисија за предлог законот. Станува збор за конструктивен и содржаен документ што содржи јасни насоки и препораки, особено за деловите на кои ние како министерство вложивме сериозен фокус. Тие забелешки веќе се разгледани, велат од ресорот. Особено значајно е што Венецијанската комисија го препознала транспарентниот и инклузивен процес при изработката на законот, преку јавни расправи, експертски консултации и вклучување на сите клучни чинители. Тоа е потврда дека одиме во вистински правец и дека нашите реформи се усогласени со европските стандарди. Овој пристап директно придонесува за заекнување на довербата во законодавниот процес и во правосудството во целина, вели нашиот извор. Овој пристап директно придонесува за заекнување на довербата во законодавниот процес и во правосудството во целина, вели изворот од Министерството за правда. Предлог законот предвидува јавност во постапката за разрешување на председател или заменик на судскиот совет, а постапката мора секогаш да биде транспарентна. За прв пат има објективно оценување на работата на членовите на судскиот совет, транспарентност во носењето одлуки и механизми за одговорности на самите членови на ова тело. Ова е клучна точка што ја нотираше и оценската мисија на Европската унија, а ние сега директно одговараме на таа препорака, велат од Министерството за правда. Во предлог законот се прецизираат критериумите за избор на истакнат правник како член на судскиот совет, се предвидуваат нови конкретни и појасни квалификации. Се предвидува и воведување јавна расправа за кандидатите за несудски членови со цел поголема транспарентност и одговорност. Се заекнуваат и критериумите за избор, одговорност и разрешување на членови на советот од редот на судиите. Со еден збор станува збор за унапредување на целокупната правна рамка согласно со препораките на ЕУ. Министерството за правда очекува законот за судскиот совет наскоро да биде усвоен во собранието, како што и беше предвидено.
budeš čašo zlatna, druškena i verna. Samo ti go pamtiš, srčo mila, moje komina to. So tebe sum tolku mnogu ispil, nekogaš i podnapil. So tebe do časot pišan suden, ke sum kata den. Svršeni umorni, se ušte sme zajedno. Žali me za spomeni, čašo, od davnini. Vajcata istrošeni i opes na stopeni. Plače me i peme, čašo od ubavini. Te prašat čašo zlatna, nema one mi. Nikomu ni zbor da ne si rekla, kolku si so mene. Ako mene pak me praša čašo, zašto sum so tebe? Neka bide tajna što ke gori večno vo mene. Svršeni umorni, se ušte sme zajedno. Žali me za spomeni, čašo, od davnini. Vajcata istrošeni i opes na stopeni. Plače me i peme, čašo od ubavini. Dragini ostavija vino to i pesnite, ama ubavite, čašo večno te i pamtime. Dragi mi ostavija, vino to i pesnite, ama ubavite, čašo večno te gi pamtime. Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Принцот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови.
А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никак, Вецеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: "Кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди." Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил,
и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја одсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град.
Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека Црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до Црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од Црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на Црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.